Пред да започне видеово, само накратко сакам да кажам, ако сакате да играте играва без спойлери, не го гледате видеово одма, прво изиграјте, а па после гледајте го. Ако сакате да имате спойлери, гледајте го и да ви бидат сите прашања одговорени пред да играте играва, како и да уживајте. Здраво, другари, добро дојавте во ново видео. Нема да ми верувате, ама сериозно ми трепери срцето што конечно го снимам видеово затоа што чекав можеби повеќе од една година и пол да го снимам видеово, чекав да искочи играва. Глупи прашања 2, верували или не, конечно искочи на Николас Артхаус. Јас си го викам Коле. Првиот дел не го снимав, си го играв онака за мене. Не ми беше до толку тешка, али имаше стварно заебани прашања. Коле ми е другар и ми кажа дека глупи прашања 2 ќе биде ултра тешка и затоа го сметам за многу голем предизвик. Затоа ќе влезам одма да играм, затоа што претпоставам дека ќе заглавам ако е уште потешко од кецот. Ја би почнал со инструкции. Добро, биди тивко. Вратено од мртвите, глупи прашања се враќа повторно и тоа за последен пат. Правилата се едноставни, одговори ги сите прашања и победи. Можеби звучи едноставно, но ти требаат брзи рефлекси, добри вештини со маус и неверојатна логика. Со среќа, следно. Бомби, тик-ток, бум. Бомби, твојот најголем кошмар ако видиш бомба во горниот десен агол или било каде треба да мислиш брзо, ако истече времето, game over. Идеме старт. Пред да почнам, Никола ми кажа дека има премногу тешки прашања, што значи дека стварно е можно да ептен заглавам. Така што ако ептен заглавам, да му се јавам и имам 3 пати можност да му се јавам и да го прашам за помош на повеќе пријател. Каде најчесто купува Супермен? Во супермаркетот? Океј, точно. Леле, се паничам, што ми е? Зошто зајакот има долги уши, а крато копаш? Зошто да не? Зошто ако е обратно, ќе бил верверичка? Логика бе батка. Зошто е глуп? Ќе бил верверичка? Ако кучето не напаѓа, тогаш е... Чистачни улици, голман. Господ голман, чистачни улици, чивава. Чивава или голман? Чивава. Океј, од почеток. Добро, Супермен во супермаркет, обратна верверичка, значи голман. Океј, кул. Множина од очекувања. Боле живот, вафли, Драган Вучич, нервози. Fuck logic. Неам некоја логика за ова, така да кидам нервози, пошто очекувам нервози. Океј, да, нервози. Што е ова? Нешто глупо, гладна мува, Мухамед, прашање. Океј, ова е Мухамед, дефинитивно. Мува со мед, што може да биде? Како се Како се вика вепар со 3 нозе? Океј, ова го знам. Не па, ова е старо. Колку букви во Мисисипи? М-И-Си-Си-Пи. 8. 7. Ова да не се стиска. Океј, не е таа фора. Океј, друг пат ќе биде таа фора, 100% ќе има таква фора. Колку букви во Мисисипи? Ама кога не се повторуваат, тоа значи дека има едно М, И, С, П. Како ќе избројам вака? 4, океј. Сок на буквата З. Ова е З или 3. Зеленчуков зрнест, заборавен за растварање. Кој од овие е најдобар кувар? Леонел Меси, Леброн Джеймс, Леонардо Ди Каприо, Рафаело, пошто има бомбици такви? Океј, не, најдобар кувар. Леонел Меси, затоа што Меси, пак! Како не ми текна? Кои се најпознатите јариња во светот? Дрн и Дрн, Јателе и Тителе, Мојо и Хасо, Силви и Бенд, о мај гад! Океј, ова го знаеме, си биле Јателе и Тителе. Не се Јателе и Тителе, фак! Океј, супермаркет... Глупак, Дрн и Дрн, Дрн јариња да тиеп! Како ќе започнеш фудбалски надпревар? Со свирче, жут картон, реклами, со Златко Калински. Што одамна почна да ја прави играта, најверојатно му е стар мим, што значи Златко Калински. Океј, веќе почнав помалце да се нервирам. Со реклами? Чекај да нема нешто скриено или ќе мора сите да ги пробам. Океј, со свирче. Сериозно? Со жут картон? Со што? Како ќе започнеш фудбалски надпревар? Со топка, не знам. Кај треба да стиснам? Брат, како ќе започнеш фудбалски надпревар? О мај гад, што треба да правам? Што? Бегај. Не, тргни се. Fuck you, Никола! Како се вика фин дечко од Делчево? Делфин, слон, Гоце Делчев, анти амиго, океј, Делфин, пошто е фин, ја Делчево. Што прави Шакира во бар? Пие увин чај, what the fuck? Лока? Вака. Она не иде у бар, вајда вака, пошто имаше таква песна. Не е вака, идеме од поново. Лока, не. Лока, имаше песна Лока. Каде можеш да го сретнеш Никола Ристановски? Кој беше Никола Ристановски? Да не беше тој типот што глумеше во терапија, пошто неам гледано серијата. Се надевам дека тој беше типот. Тој бил типот. Како математичар повикува кокошка? 3,14, ова му е у превод пи. Решавајќи задачи никако со Дигитрон, океј, пи, барај. Океј, нема бомба. Се штрекнав за момент. Барам. Што ако стиснам негде? Брат. Барај. Да не треба да го барам на телефон, не знам. Тоа сакаш да барам. Не треба да пишам. Барај.
Не треба да пишам баре. Што е ова? Се деси нешто или почнав да трипам? Коле бе, па само 17 прашање. Има 100. Дали ако зумирам ќе се случи нешто? Како размислува Коле? Дали ако стиснам search? Знам дека сум само на 17 прашање. Стварно не ми е јасно. Сериозно. Идут. Не знам брат, ми кажа да барам. Еве те барам. Да. Па не знам брат, прашањето беше барај. Еве те барам. О мај гот, ти си на кое прашање е ова? Брат, ми се скараш. Ќе ме отпишеш како другар ако ти кажам на кое прашање сум. 17. Све изнастискам, се. Раче, ми се појави Раче. Fuck you. Fuck Коле. Што ќе ти се случи ако изедеш саат? Ќе умреш? Ќе ти земе многу време, ќе добиеш гратис минути, ништо посебно. Ќе умреш. Ќе умреш, сериозно ќе умреш. Минавме првото тешко прашање, така што сега ќе ни биде лесно, ако не сум ги заборавил во меѓувреме како идат до таму. Океј, не, пар 4, за растварање, Лајонел Меси, дрни дрн. Еби се куче, еби. Што ќе се случи ако изедеш саат? Ќе ти земе многу време, ништо посебно, ќе добиеш гратис минути. Ќе добијам гратис минути. Ќе ти земе многу време. Океј, најдобар совет за водење бизнис во Македонија. Епик. Немој, не работи. Прашањето е затворено. Немој. Што ќе се случи кога ќе ржне лавот 3 пати? Ќе почне Том и Джери, да, најверојатно е тоа, ќе се заглави на Мадагаскар, ќе му умре таткото, спойлерс. What? Тоа како од Симба. Почне Том и Джери? Да? What? Wait, wow. Страф ми е ова да го повлечам, ама изгледа немам некој друг избор, ништо друго не е кликабл. Ме штрекна. Ме однесе во друг свет. Зашто диносаурусите не можат да плескаат? Зашто имаат мали раце? Зашто не знаат како? Зашто се глупи? Зашто се мртви? Зашто се мртви? Диносаурусите се мртви. Како би плескале кога се мртви? Тоа ти беше најлогично одговор даден. Зашто имаат мали раце, вајда? Океј, да. Тоа не се сите диносауруси, тоа се само тирексите. Што работи дечкото на Бабарада? Бабарада беше таа со чаевите што даваше чај за све. Метеоролог во Сител, о мај гад, старецот. Аптекар изиграва семафор, прави чаеви. Метеоролог во Сител, damn! Герет, пошто 20 старци. Одговорот се наоѓа кон крајот на морето. Пирати, охридска пастрмка, кина, многу риби. Океј. Ова е лесно, ова сигурно се наоѓа на вистина во морето. Крајот на морето е тука негде. Ова е море. 100%. Морето. Точка. Yes! Не ми се верува! Suck it! Мал се убивав од играње вакви игри. Зошто умрел капетан Кука? Му пропаднал бродот, зашто се почешал со погрешна рака, го изело крокодил, пиратски срцев удар. Што е пиратски срцев удар? Не знам, прашалников да не представува некаква кука. Океј, сепак е легит прашање, зашто се почешал со погрешна рака. Океј, да, валјда, зашто се почешал со погрешна рака, затоа што со таквото се брцнал. Океј. Како се вика бумеранг што не работи? Па и да го викаш нема да дојде. Колку доша фора напред? What the fuck? Stop. Валја stop? Те молам, нека е stop. Stop е. Yes. Колку години има роденденскиот раптор? 3. Сигурно има 3. Да, 3 се. Не, што треба? Коле. Не, каде? Зашто? Што да правам, брат? Нека пак изгубам на истото место, али мора да реагирам побрзо. Океј, се чувствувам спремен. Го! Го тргам ова. Го тргам и ова. Го тргам, тргни го! Тргни се. Го тргам, брат! Ова е невозможно. Иван, сконцентрирај се, значи. Се што треба да направиш е да ги тргнеш сите ливчиња и да... нешто под ливчињата, не знам ни што треба под ливчињата да правам. Немам друг избор освен да пробувам само додека не цркнам. Не знам кога свативте, али секој пат почињам од почеток и губам по уште 3 минути, сега за сега се 3 минути. Додека да стигнам пак до ова прашање. Не ни прашање, fuck you, дај ми прашање, оце глупи прашања, не се игри што нервираат. Океј, ова е тргнато. Жими се е покомплицирано од колку што изгледа. Жими се е покомплицирано, не се тргаат како што треба. Еве го, yes! Како се вика рак без родители? Сирак.
Ракот нема родители. Прашувачки нешак хороскопски знак. Океј, сирак. Крофна. Чекував дека тука е цаката, ама реков, ај не се малтретирал до толку, сигурно дал некое гратис прашање, Никола. Океј, барем сега, ова е лесно долу, тука не можам да изгубам. На секаде имало овакви, shit. Од кај да знам, леле, зашто со ова лемури, бе, брат? Фан факт за Никола, лемури му се омилено животно. Смртоносна миризба, десно сумљиво око, лево сумљиво око, крофна, злобно око, импресивен восок, лол. Зашто би сакал нешто од ова да селектирам? Ова е се одвратно. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Oh my god, нов свет! Како се вика мексиканец што си ја изгубил колата? Мануел, Сомбреро, Карлос, Педро. Мексиканците немаат коли. You are racist. Сомбреро, Педро, Карлос. Стварно не ми се почиња од почеток. Добра мексиканска музика у позадина. Oh my god, Carlos, you get it? Да, браво, Никола. Океј, ти се клањам. Како се поздравува хемичар? Oh my god. Чао. Чао. Не, со бомба. Ако едниот се вика Жаре, другиот се вика Спасе, Тино, Панчо, Митре, Жаре, спасе. Фак. Таман мисле ке се олабавам. Што е ова? Јас патам. Ова е крава која што треба да биде убиена. 100% телешко. Телепатија. Океј, ова ти е новата песна од мене, брат, што ја имаш. Телепатија. Вака исто искочи психопатка. Имаш нова песна од мене. Заслужи. Што слуша Чак Норис во 70-тите, 90-тите? Джез заспав. Heavy metal, Axel F. Oh my god, Axel F. Леле. Пам парам пам пам пам. Пам парам пам 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 парам парам парам. I guess 90-тите? Доста логично. Што е додадено во прашањето? Поента зло, на кој му е гајле? Ништо. Што е додадено во прашањето? Сигурно некаде тука се клика. Ова е прашањето. Океј, не е заебанција. Што е додадено во прашањето? Брат? Дадено е зло. Поента. Нема поента прашање. Не, океј, морав нешто да одговорам. Не може вечито тука да леле не ми се гледа више оваа тема. Стигнав па до тука. Што е додадено во прашањето? Поента не. Океј, поента не. Зло, на кој му е гајле? Ништо. Мислам дека океј, се може да е. Зашто може да биде се? Ништо. Океј. Идеме. Челендж. Да стигнам за 1 минута од почеток до там. Супермаркет. Што е, брат, голман, нервози, Мухамед, Вепар, за растварање, Лајонел Меси, Дрни Дърн. Океј, ова сум го извежбал многу добро. Делфин, Лока на терапија 3:14, каде ми е кучката, ајде кучко, брзо, кучко. Ке земе многу време, не е мој Том и Джери, тоа што се стиска цело време. Океј, више на памет ги научив, за што има адмирација, метеоролог, ситер, тука е точката. Зашто се почнал со правда стап, 3, бегај, тука, Сирак, in the jungle, the mighty jungle, океј, тука дојавме до Карлос, чао, спасе, телепатија, 90-тите и доаѓаме до зло. Битно успев. И за помалку од 1 минута. Браво! Од почеток во супермаркет. Зашто ако е брато голман? Нервози! Од играва заклучив дека јас уствари сум човек кој што може да биде изнервиран. Што е додадено во прашањето? Ми остане уште на кој му е гајле. Ако не е тоа, не е тоа. Иван. Вдиши, наполни мозок и плуќа замижи. Обушти души. Што е додадено во прашањето? Значи, мора на некое друго место да се клика. Не забораваме дека имам еден джокер искористено. 1 од 3.
Еби се, употреби го десниот клуч. Десниот е овој или овој, да? Не, како? Не е тој десен клуч. Колебе па! Десниот клуч, десен клуч, десен. Ова коаличкава. Вајда клучот што е на десно свртен? Океј, сега тоа ќе го пробам. Значи, десниот клуч. Десниот. Вајда ова е... Да, океј, сепак тоа. Тоа било одговорот, тој што е свртен на десно. Како те прави да се чувствуваш квизов? Па, сака да кажем нервозно. Искрено мене ме прави да се чувствувам вака, али претпоставам дека ова е. Yeah. Oh my god, нов свет. Океј, другари, тоа ќе завршам ова видео затоа што прво не сакам да испадне предолго, а второ не сакам да ви кажам сите одговори на сите прашања уште првиот ден кога искочена играва. Тоа е што ќе остам малци вие да поиграте, можеби некој друг сам ќе успее да ја реши, али ако не успее, веќе ви кажам дека утре ќе излага и наредниот дел од играва, така што кој и да заглави ќе има видео утре затоа што ја решив цела, само што не сакав да ја објавувам сега во ова видео, али ве уверувам дека остатокот од играва е уште појако од ова, така да ако ви се допадна видео, ставете ми лайк и оставете ми subscribe на каналот и гледајте го наредното видео од Глупи прашања 2 затоа што е дефинитивно најаката игра што ја имам играно до последно време, можеби ever. Тоа се, гледаме за брзо, да не речам утре, наредни Глупи прашања дел 2, Глупи прашања 2. Oh my god, Музичо, слушај го! Дебилно е Музичо. Што прави Дедо Мраз со ленир? Мери Крисмас, океј.